Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, вие гледате За или Против. Ова вечерно издание на За или Против ова недела ќе ја заокружиме со една многу значајна тема. Под број 1 ќе позборуваме за едно признание кое што го добива наш доктор, меѓутоа воедно и со тоа ја добива признание и медицината и науката во Македонија, но ќе зборуваме за најважната година во нашиот живот, а тоа е првата година, односно првата година од кога ќе се раѓаме. И го имам вистинскиот гостин со кој што ќе зборувам на оваа тема, професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар со специјализација во неонатологија и во детска неврологија. Добре ни дојдовте. Сегаш ми е драго кога сум ваш гостин и верувам дека ќе направиме интересни теми, ќе начнеме денес. На почетокот споменав дека ќе отвориме теми. При тоа би сакала да ви честитам и тука за признанието кое што го добивте овој јуни. Вие се вративте неодамна од Египет, каде што беа собрани најголемите светски имиња поврзани со кои што истражуваат детскиот мозок. Таму вие добивте големо признание за вашата работа што ја правите во делот на neuroscience или во науката поврзана со мозокот, но и како представник на педијатрите во Македонија, што е големо признание и за вас лично, меѓутоа и за нас како Македонија, и за науката и сето она што подразбира медицина во Македонија, така што честитки. Што подразбира тоа? Може ли да ни објасните? Ви благодарам. Јас сум почестена бидејќи всушност ни една награда не оди сама по себе. Тоа сигурно дека е дел од амбициите и трудот што секој од нас како лекар и со одредено минато, да речем, ја вложува во делот што му останува од кога ќе созрее во медицината. Знаете, ова сега што е новина и со која се занимавам, тоа е оној момент од кога се зачнува практично идниот човек или идниот организам или ембрионот, неговиот раст, развој во целосна смисла на зборот со посебен акцент на мозокот, нормално, и после раѓањето до првите 1000 дена. Тие вклучуваат практично до првите 2 години, со што вклучува тука и овој пренатален период од 9 месеци официјално, иначе сега гледаме нели многу порано, па и тоа беше предмет на дебата и дискусија што со тие мозочиња се случува понатаму, бидејќи перспективата е да ние имаме здрави луѓе кога ќе се родат со одредени ризици доколку постојат. Она за кое што јас сум посебно горда е бидејќи ја го представував Балканот на еден начин. Прво ја представав мојата држава, потоа го представав Балканот, ја представав и Европа. На некој начин имавме и други колеги кои беа од Европа дојдени, бидејќи беше интерконтинентален состанок, на кој што во оно што беа светски имиња собрани од различни области, акцентот беше ставен токму на овој дел, сегмент од медицината кој се многу актуелен, а тоа е neuroscience или истражување во областа на неврологијата, ама на феталниот и неонаталниот мозок и првите 1000 денови кои се клучни, бидејќи до втората година 80% од мозокот е веќе формиран. Понатаму веќе што ќе се случува, тоа е само така наречено ДДВ, на она што сме го ние вградиле, дале, овозможиле да остане како енграм или печат во одредени сегменти во мозокот кои понатаму може да значат одличен успех во развојот, може да значат и одредени проблеми со кои се соочуваме и секојдневно гледаме одредени пречки, развојни проблеми и така натака, со што јас бев уште пред 2 години одбрана од Интернационалната педијатрска асоциација да бидам во групата која ќе се занимава со ова и со колеги од Мексико, со колеги од Шпанија, со колеги од Велика Британија го работиме делот кој што треба да го конструира мозочето. И пред да започнеме емисијата денеска сакам да честитам бидејќи нашата држава влегува во делот во кој што артифицијалната интелигенција веќе не можеме да ја заобиколиме, значи ќе биде иднина во многу претпоставени и дијагнози кои што ќе можеме да ги дадеме на база на таа артифицијална интелигенција, на сите тие научни достигнувања со кои што ќе се полнат информациите, но сепак ние, како медицински лица, ќе можеме на научна основа да даваме предикција за понатамошниот развој, што е многу важен да се фати на време, доколку постои проблем. Она што се случи во Египет беше моето знаме од кој не се одвоив јас цело време, бидејќи видоа колкава е љубовта што јас ја донесов таму, бидејќи бев среќна, сепак тоа е држава која што нуди многу емоции, знаејќи дека сме многу различни по многу основи. Нели имате секакви културолошки различни луѓе и имате различни колеги кои доаѓаат од различни места и со кои што можете да споделите информација, односно знаење.
односно она што секој во својата област го работи во својата земја. Драго ми беше што со моето знаме јас можев да покажам дека и овде има луѓе со потенцијал кои може да дадат навистина придонес во, да кажам, светската медицина, посебно во делот на неонатологијата, односно педиатријата. Минатиот пат кога ми бевте гостинка во емисијата, зборувавме за многу работи, но се договоривме дека особено ќе обрнеме внимание токму на 2000 дена, затоа што, како што кажавте и вие, а и стои така како наслов, дека се најзначајни во човековиот живот и дека во суштина се она што го трасира патот каде ќе се движиме. Зошто? Што е важно да знаеме и зошто велиме дека како најава за сето она што полека ќе го разработуваме, зошто тој период од првата година, потоа нели до втората година е најважен период. Што се случува? Не сум, да кажеме, во педиатријата, не ја работам неколку години, ја работам многу години. Така да можам да ви кажам дека некако секојаш сме го говореле растот и развојот и секојаш постоело нели новороденче, па постоеле првите клучни 3 месеци, сега се сведува на 2 месеци. Проценка на новороденото, односно доенчето, потоа следат првите 6 месеци, па 9 месеци, па првата година. И ако го следите тој период од кога ќе се роди новороденото, односно идното дете, можете да фатите одредени сегменти кои може да значат прашалници кои ние треба да ги нотираме на време за да можеме да делуваме и така наречената неуропластичност, која е клучниот збор што сакам да го пренесам, а тоа е неуропластицитетот, значи еластичност на мозочето и можност да се адаптира на промени кои ние од надвор ќе ги донесеме, за да може она што е трауматски досоздадено или некоја друга промена која постои внатре и која рано се детектира, тоа е тоа што успеваме и ќе успеваме со артифицијалната интелигенција да детектираме точно brain mapping, на кое место е таа промена настаната, на кое место постои тој дефект, да се оттекна време до тие 2 години, значи до тие практично 1000 дена, ма ги вклучувам и оние пренаталните, бидејќи и тие ќе мораме да ги имаме во предвид, значи правилно следење на бремената жена, правилна исхрана на мајката, идната мајка, нели, која што од кога ќе го роди детето, понатаму следи тој така наречена симбиозата која што ја гради мајката со детето и таа симбиоза на контакт кој што доаѓа не само преку исхраната, бидејќи тоа е првиот контакт, исхраната, топлината, љубовта и негата, која што го адаптираат, односно го така наречено формираат мозочето и сите оние функции моторни, проодување, говорни или интелектуалниот потенцијал и поврзувачки, тој е когнитивен дел, кој и сега знаете колку посебно внимаваме, бидејќи нели екранизацијата сакаме да ја испуштиме, сакаме многу работи да ги оттргнеме што модерниот свет ги внесе, ама некако немавме објаснување од каде доаѓа, зошто толку екранизацијата влие негативно или не знам други работи. Значи сега на научна основа веќе имаме можност да дебатираме што е тоа што е клучно во тие први 1000 денови. Значи пластицитетот на мозокот, каде што може и нешто јоле да има проблем за понатаму, да го навреме фатиме и на време да можеме да му создадеме правилна стимулација, правилна исхрана пред се, затоа што некако мислиме, добро, мајчиното млеко, па добро, ќе почнеме со исхрана, ама зошто е тоа важно? Сакаат да го знаат родителите. Значи, еден убав едукативен процес со кој што ќе можеме навреме, пак ќе кажам, да фатиме доколку постои нешто што нема да ни се допаѓа, тоа знаеме уште веднаш ние кои што се занимаваме долго време со оваа проблематика, по очите ќе го познаеме бебенцето дали е добро и некогаш тие први 2 месеци кога се бара на контрола да дојде, јас веќе како работам невролошка амбуланта, доволно ми е само печатот да го видам детето. Понекогаш нели имаме сега новини, па со видео, па на различни начини ќе ни пратат ако се размислуваат родителите што и како во однос на нивното дете, меѓутоа друго кога ќе го видите. И веќе знаете, на 2 месеци 2 самогласки треба да ги изговори. Веќе на 6 месеци треба да седи. Веќе на 9 месеци треба да се врти, да ги прави тие движења кои што се очекувани, значи да се превртува и тоа се нешто што ги приметуваме кога само ќе го посматраме. Доволно е некогаш само да го посматраме доенчето, веќе на година дена треба да е исправено. Исправено, убаво исправено и да се држи и веќе полека да проодува, а до 2 години веќе и неколку самогласки и согласки да ги кажува и веќе да контактира, да има јасен контакт. Ако тоа не го постигнеме, тогаш веќе сериозно треба да размислуваме како да го фатиме така наречениот кетчап
период за следната година дена до третата година, за да можеме тогаш да го практично надминеме евентуалниот сериозен проблем кој што сега го соочуваме во однос на децата повозрасни. И гледаме дека нешто што порано го немало, сега го има. А да не го објаснуваме. Проблеми и во самата дружба што настанува, анксиозноста кај децата што постои. Да кажам, она непостоење на една љубов и дружење која што порано е имала, сега дали е тоа причина од милион работи други, ама еден убав разговор со родителите во делот на тој раст и понатамошен развој кој сепак зависи од она што ние ќе го вградиме во детето во тие први 1000 дена. Споменавте дека голема и значајна улога игра самата бременост, односно од самиот момент на зачнување. На што треба да внимаваат трудниците, ако сакаат, треба да внимаваат и на себе си, за да може да износат бременоста до крај како што треба, но тука споменавте ви и начнавте на тема поврзана со исхраната, со општата добросостојба на трудницата, со начин на кој што размислува. Се вели дека бебето, тоа се некои интересни податоци што ги читаме на социјалните мрежи, ќе кажете дали има вистина, но дека бебето остава буквално свои клетки во мајката кои што остануваат за секогаш со нејзи, некако се поврзани умствено преку мозокот целиот живот, што претпоставам секоја мајка тоа ќе го потврди, но можеби научно ќе може да се докаже, но што треба да знаат трудниците за бременоста? Што е важно да знаат, што би сакале вие да им го кажете? Вие кажавте дека тоа сега се вака повеќе нагласува, ние некако го дебатиравме тоа, ама знаете, едно е дебата, друго е веќе научни студии кои што се прават на поголема група на испитаници, да речам, можност од поголема група на бремени жени кои би се согласили да влезат во такви научни студии, од кои потоа ние ги црпиме информациите за да дадеме вака можност да дебатираме на научна основа, не само да кажеме се вели вака или се вели така, да видиме зошто е тоа така. Точно е дека кај трудницата, нели преку таа тесна поврзана што постои, нели преку плацентата и преку папочната врвка, се пренесуваат одредени материи кои што и мајката ги внесува во себе. Животот на мајката што го живе во целиот тој период од тие 9 месеци, официјално зборувам 9 месеци, бидејќи ја се занимавам и со трудници кои што имаат и дечињата ги раѓаат и порано и многу порано, тоа е исто посебен дел на кој треба да го имаме како приод и посебен начин на исхрана за нив, бидејќи тие треба нормално да го направат тој така наречен период на фаќање на сите оние работи кои што ги спуштиле, пошто се родиле порано, а сега со начините на живот, да не заборавиме, многу работи се променети. И од друга страна, начинот на кој што трудницата се исхранува. Не е тоа таа треба да јаде за двајца, па да тоа значи дека треба да добие на килажи и количински така натака. Многу е важно она што таа го внесува во себе да биде конструктивно, кое ќе биде вградиво во самиот плод. Што значи дека треба доволно железо да има. Значи железото не случајно го говориме дека е исклучително важен елемент кој го врзува кислородот до мозокот и влијае во развојот на мозокот. Дури и ние сега како возрастни треба да си знаеме точно капацитетот на нашите резерви на железо кол кафе и тоа не само хемоглобинот како таков, бидејќи тој е оној кој што е директниот параметар што најлесно можеме да го откриеме, туку и капацитетот на врзување на железото и носење до клетките во мозокот и местата кои што практично ако се во дефицит може да направат така наречено brain injury или повреда во мозочето. Значи железото како прво. Фолната киселина. Дел од проблемите што ги сретнуваме како одредени аномалии кои може да се јават во развојот на фетусот и во однос на понатамошното однесување на детето се врзани исто така и со овие така наречени киселини кои што можеби ни се незначајни и велиме зашто е ова па сега толку потребно. Ама е потребно, бидејќи мозокот се храни на тој начин. Хранење значи сите тие синапси што се создаваат или врзувачки асоцијативни патишта, моторни патишта кои што се создаваат, растат. Јас на предавањето го прикажав начинот на како изгледа едно мозоче, да речеме на 3 недели, кога таа неурална туба почнува да се раздвојува и да го формира мозокот, од кој од една страна, а од друга страна кожата. Колку е поврзана кожата со мозочето. Колку е важно да ја посматраме кожата, затоа да го посматраме детето кога ќе дојде, особено во тие први 1000 дена и во однос на неговата кожа. И тоа ни е индиректен параметар што се случува во мозочето. Имате милион работи кои што се врзани со имунитет,
преку кожата, тие алергиски процеси, тие надразителни реакции, сето тоа влие исто така и на раздразливост и понатаму на развојот на мозокот. Ама ние некако не ги забележуваме, се концентрираме на една работа, а факторот од кој влие сето тоа треба практично да го бараме многу подлабоко. А тоа значи од третата недела, па понатаму во 6-тиот месец, од кога почнува и фолната киселина и се разбира оние многу важни за миелинизација на мозочето или развојот, а тоа се така наречените масни киселини кои ги има во рибата и затоа е паметно и убаво трудницата да јаде риба во одреден временски период кога не би предизвикало тежина во однос на апсорпцијата, нели сепак знае да биде малку по-тешка за апсорпција, ама знае навистина убаво да го потхрани мозочето. И тоа се тие битни зеленчуки, овоште, особено брокулата, да не ја заборам. И обично кога ги прашувам дечињата дали јадеш брокула, многу поголем процент велат не. Има ли вистина, професор Кевики, кога ги спомнавте храната, дека ако мајката јаде одредена храна, например, ако јаде овоше зеленчук, дека се само тоа што плодот се храни со тоа, дека многу полесно би било потоа да се навикне на тие вкусови од кога ќе се роди. Има ли вистина тоа или можеби некоја мит? Понекогаш она што го кажувале, да кажем, нашите баби или постарите луѓе, имало зашто е тоа така. Од сега кога веќе научно го докажуваме дека сигурно она со кое што се мајката исхранува и кое што е дел од незиниот животен процес во тој период, ќе има рефлексии без бебето и дури музиката има. Јас имам една група на логопеди кои направи и морам да ги пофалам, значи ние имаме деца кои навистина треба да се пофалат, кои направија прекрасни теми на тоа зашто некои дечиња не изговарат ЛР, зашто ке некои дечиња тука постои проблем на изговарање, кој исто значи, нели, работа со никога ќе почне да се појавува говорот, кој е дел исто така од функцијата на мозокот. Потоа, она кое што ве рековте вие, овоште и зеленчук, кој што навистина содржат во себе и витамини, минерали, електролити, кои што се многу важни, и некако тоа се тие целуларни потхранувачи на кои понекогаш не обраќаме внимание и да не ги заборавиме протеините. Значи, сепак месото е нешто кое што е дефинитивно основната градивна материја од која зависи градбата на мозочето, односно нешто што практично понатаму ќе значи функционалност. Значи, не само јадеше, се нахрани, јаглени хидрати внесе и доволно е тоа. Не. Функционално да се знае колкав е калорискиот внес. Дури во одредени земји тоа се прави со калориски внес. Денеска се внеле толку калории, понатаму колку се зголемуваат тие, но истите да бидат функционални, значи да се знае што точно се внесува. Нивната нутритивна вредност се знае. Така е, нутритивната. Кога сме веќе кај бременоста, колку стресот што може да го доживее трудницата за време на бременоста, без разлика каков и да е, може да влие врз самиот плод, бидејќи апсолутно е поврзано, нели, самото срцебиење, колку и да сака трудницата да биде свесна да не пренесе на плод, тоа се случување, тоа се хемиски реакции во нашето тело на кои што не можеме да влијаеме. Колку стресот, без разлика дали никој не сака да биде под стрес, но може да ни се случи од една или од друга причина, може да влие на плод и дали тоа треба да не флаша, не загрижува или едноставно сите сме изложени на стрес, па контролата на стресот е нешто што навистина е моќ на карактерот на секој од нас. Не сме сите исто со одговор на стресот, како што одредени луѓе реагираат на стресот различно од одредени луѓе, зашто стресот може да биде ненаден и навистина да предизвика, колку и да сте вие јаки, да предизвика сепак и да излезе вон од контрола и при тоа се ослободуваат тие медијатори што ги споменавте и кои може да повлијаат врз одредената истиот тој стрес и врз одредената улога и на развојот на самото бебе. Така да секогаш е пожелно да нема стресови, пожелно е да сепак трудницата биде во еден поголем мир и велат, нели, слушањето на одредена фреквенција на музика влие смирувачки и на самиот плод и убаво влие и на растот на тие синапси кои што пак ќе кажам се важни во самиот мозок и во пренесувањето на сите тие сигнали понатаму. Значи, убаво е ако веќе има стрес, исто да се стави под контрола и да се разговара со луѓе кои можат да помогнат. Затоа идејата околу психолозите кои што работат на тема да ги ослободат трудниците, нели одат сега на тие така наречени школи со кои што тие антистресно делуваат, не е тоа некое помодарство. Тоа е вистински потреба
не се сите исти. Ние самите најдобро си знаеме како се чувствуваме. Некогаш некои луѓе изгледаат така, а впрочем поминуваат низ големи турбуленции. Тоа ако веќе имаме и уште едно носиме нешто во себе, тоа сигурно ќе има афект и врз детето. Така да убаво е да сепак стресот го минимизираме на начин на кој што е најдобро да се види како е тоа. Нели има различни начини. Тоа дали ќе оди со разговор, дали ќе оди со одредена терапија, се разбира да не е хемиска. Секогаш по природен пат, ако може да се минимизираат тие медијатори што се ослободуваат и можат да направат секундарна повреда на мозокот. Кога станува збор за бременост, уште едно прашање пред да преминеме нели на животот кога ќе дојдат надвор физички на свет. Многу често трудниците и се советуваат трудниците да му зборуваат на плодот, дали тоа ќе биде гласно или да си зборуваат, колку тоа влие таа конекција или ако зборуваат гласно, нели плодот слуша, дефинитивно слуша и ги чувствува вибрациите, но колку тоа предонесува не само мајката, туку и таткото или пак блиските, ако му се обраќаат, нели во случајот на стомакот, на трудничкиот стомак, но бебето однатре ги чувствува и вибрациите и гласовите ги слуша. Колку тоа помага и влие врз развојот на детскиот мозок? Порано некако се чувствувавме, нели, како тоа ако се случува или ако му зборуваме на плодот, дека тоа малку изгледа чудно. Сега веќе тоа стана не е чудно, тоа е потребно. Бидејќи гласот од мајката, особено ако истот има одредена милозвучност, сигурно секоја мајка е среќна кога ќе се надеваме, барем дека е среќна кога е бремена и дека и се приближува најубавото нешто и најубавото чувство што треба да дојде. Нејзиното обраќање на некој начин или кон плодот и милоста што би ја дале фамилиарно кон очекување на тоа дете ќе има само позитивно смирувачки во однос на и работата на срцето и во однос на работата на другите органи, бидејќи знаете плодот живее внатре. Тој живее во вода и одеднаш од вода излегува во една интересна темна средина која потоа нагло станува многу светла, бидејќи од темната излегува во светла средина, од една топла и убава средина, одеднаш настанува средина која има различна, да речам, и температурна разлика и одеднаш многу шаренило на бои кои делуваат на сите тие центри кои почнуваат да се будат. И практично со првиот здив, кога ќе се роди детето, и со првиот плач почнуваат да се будат центрите кои што во мозочето практично почнуваат да делуваат и да почне да гледа, дише, нели тоа се све работи кои што се многу интересни во целиот тој трансформативен процес и пресекувањето на папчената врвка е нешто што, како да кажам, го означува почетокот на животот, нема нешто поубаво тоа. И сега по новите нели протоколи што ги воведуваме, дури се одложува некогаш и убаво истото тоа да биде барем 1 минута за доцнато, бидејќи на тој начин се смета дека целиот тој процес на преминување од фетална циркулација во неонатална циркулација, мозокот како почува одеднаш да се отвара, дишењето, плачот, одредената гримаса што ја прави детето, сето тоа веќе преминува во еден тотално друг свет, свет со кој што ќе мора да се справува, а истот не е баш така блажен како што е кога е внатре во утробата на мајката. Дефинитивно. Што се случи во инспирира на следното прашање, кога ќе се роди детето, нели има неколку доктори најчесто се присутни, се мери Апгар. Што е тоа? Што значи Апгарот, ако може да го објасниме и зошто кај некој е понизок, кај некој е повисок и колку тоа нели влие на сето тоа што подразбира понатамошен развој на детето? Тоа е практично една мерка од која што ние неонатолозите и многу е важна да се точно правилно оценуваме неколку работи кои што се важни, нели. Првото, кога ќе излезе бебето и кога гледаме прво неговата виталност ја гледаме, дали кога ќе излезе почнува да мрда, бидејќи сигурно животот е пред се движење. Неговото движење, какви се движењата на бебето? Особено важно каква е бојата, бидејќи бојата не упатува на многу нешта, дали е ливидна, темно пребојна или е светло црвена и кога ќе почне нели со првото земање на воздух, првиот плач, значи бојата, па следи потоа плачот, прво движењето, бојата, плачот го гледаме кога ќе излезе бебето, понатаму ја гледаме срцевата акција која е исто така многу важна, а тоа е многу лесно се оценува бидејќи со самото плачење гледаме како белите дробови практично се движат, бидејќи
земењето на воздухот ја исфрла течноста која што се уште е во белите дробови, на тој начин почнува веќе да дише. Значи тоа се тие параметри што сега јас ги објаснувам и нели ги објаснувам во минути, а тоа се секунди во прашање. Тие секунди ќе ви го означат и понатамошниот дел од животот. И се разбира, рековме, срцевата акција, тонусот. Каков е тонусот? Дали имате плач кој што не е така јак, сакаме оној плач кој е јак, тогаш покажува дека нешто го потиснало детенцето или може би па била папчената врвца обвиткана неколку пати, па ќе мораме малку да го стимулираме на самиот почеток. И тоа се тие клучни прва минута, 5-та минута, 10-та минута. И уште нешто е баш интересно и куриозитетно, бидејќи секогаш е убаво од искуството да зборувам, не случајно се вели кај бебињата имаме и 15-та минута, дури 20-та минута, во која што ако до 15-та минута гледаме дека не дише, тогаш ги имаме сите они артифицијални помагала, значи интубација, вештачко дишење, сето тоа, кој што го правиме ние интензивистите, неонатолозите, кој што е дел од мојот животен век практично на еден начин, а од друга страна човек друг возрасен, ако го ставите 15 минути без воздух, толку не издржуваме 5 минути возрастните. До 7 минути максимално тие што имаат поголем белодробен капацитет. Тоа значи дека пластицитетот на мозочето на бебето е многу поголемо и недоаѓањето на циркулацијата во мозокот може да истрпи и подолг временски период. Затоа кога влегуваме во авион, велат прво да ставите на вас, а потоа на детето, бидејќи пластицитетот тука е различен како ќе падне нивото на кислород. Значи, сите овие работи што ги набројавме се извонредно важни за проценката и квалитетот на животот што ќе го одреди целиот живот понатаму. Ако се испуштат тие први 15 минути, кои што практично апгарот кој се оценува со 1 и 0 и го собираме понатаму, и 2, кој што би значил дека е одличен, тогаш треба да добиеме 10-ка. Искрено, во првата минута ниедно дете не може да биде толку многу идеално да биде 10-ка, дури тие со царски рез, што се планирано раѓа. Тоа е планирано раѓање, меѓутоа сепак нема секогаш планираност во планирањата, бидејќи на крај може да изненади. Толку може да изненадат некои работи, како и се во животот не можеме ништо да испланираме. Ништо, па особено не со новороденчињата. И тоа се тие бројки кои ги собираме на крај, значи двојката е максимумот. Единицата покажува дека можеби во одреден сегмент треба малку да поделуваме, можеби малку кислород евентуално, ако видиме дека е послаб плачот, или евентуално малку масажа на срцето, ако видиме дека евентуално фреквенцијата која веднаш се чувствува бебето кога ќе излезе, веднаш му ја гледате како му чука срценцето и ние веќе го гледаме тоа. Ние сме научени со ова, знаете. Можеби оние што работат со возрастни не се научени на она што ние секојдневно го гледаме со бебињата. Ја гледаме точно пулсацијата на срцевата акција, која е исклучително важна. Бојата гледаме како преминува во од ливидно црвена или можеби побледа, преминува веќе во убава розеникава боја и сето тоа веќе ни укажува дека имаме едно убаво, живо, здраво бебе кое што само треба понатаму да се насочи во правилен тек. Тоа е во идеални услови, нели, но што вашиот живот, го посветивте да им помогнете на новороденчињата на кои што им е потребна помош и интензивна нега и сте спасиле многу животи и многу мина се живи и тука благодарение на вас, што на обичен човек би му било тоа огромна паника да види како можеби некое бебенце туку што родено не ги исполнува сите овие, но Што се случува во тие моменти? Сега вака додека зборувам со вас, си викам у себе колку јас всушност имам видено вакви дечиња, колку би се радувала да почесто ги гледам тие така, бидејќи сепак мојата работа е да помагам на оние кои имаат потреба од малку да кажам, поагресивен момент на тие стимулативни техники на помагање доколку има некој проблем. Кај тие каде што има проблем, тука веќе е она тенка линија. Како велат, to be or not to be. И сега, ако видиме оној сегмент кој што во моментот не ни се допаѓа, веднаш делуваме на него. Значи, прво е стимулацијата, затоа велам јас, пазите масажата во интензивната, пошто имам гледано како тоа функционира во светот. Значи, масажата на телото, која ја стимулира циркулацијата, тоа важи за нас возрастните. Не знаете колку е добро масажа да си правиме, да вежбаме, да го стимулираме телото. Сето тоа го стимулира мозокот пред се. Е важна, бидејќи на тој начин циркулацијата допира, односно е подобра во мозокот. Пак се врзува
поврзуваме све на крај за тој мозок кој практично координира со сите овие работи што ги напоменавме претходно. Чи таа стимулација, односно прво правиме масажи, тоа во задниот дел, кај кичмената мождина. Тоа е многу битно, она така наречена медула спиналис, и тоа го стимулираме за да може убаво да почне да ги движи рачињата, ноџињата. Тоа е прво нешто што правиме. Ако гледаме дека пак не бендисува, нешто плачот се уште не ни е добар, тогаш почуваме и малку кислород. Ако веќе тоа не оди, тогаш почуваме малку со масажа на срце, го вртиме, го бањаме, му правиме некои одредени, да речеме, техники со кои што гледаме првите 5 минути да го добиеме посакуваниот ефект. Ако и тоа не бива, тогаш на крај мислам дека она што следи тоа е поставување на механичка вентилација или интубација. И тоа се исто секунди, кои што значат живот. Велите дека можеби најголемите борци се најмалите. И тоа претпоставувам вие сте го виделе најдобро. Има ли вистина во тоа дека? Има вистина. Тоа е неверојатна виталност. Тоа велиме ние практично виталност. Тоа е таа виталност која дури кај одредената категорија која што ние обработуваме, тоа е 24 до 28 недела. Знаете, тоа е практично половина од бременоста. И каде што сме ние облигаторни да го тоа извршиме најпрофесионално што може, и тука нема остапка, велам јас. Значи, ја гледате, тие се толку мали. Јас прв пат кога ги видов пред многу години, велам, леле, од ова ли ќе биде човека, сега доаѓаат и веќе завршили. И еве една од моите мали борци сега била во театар во Америка, и баш ја гледав случајно пред некој ден, ми се отвори и гледам како постигнува резултати, а нема да заборавам како незиниот дедо и незиниот татко, бидејќи мајката беше во болница, се прашува со многу прашалници што ќе биде од тоа дете кога го видоа. Знаете како во нашите одделенија нема машко женско, сите некако имаат само солзи. Ама солзи кои што понатаму еве сега кај нас предизвикуваат, тоа е кај мене лична емоција. Тоа после има обратен процес. Прво плачат. Што ќе се случи со нивното дете, потоа ние сме среќни кога ќе успееме да го постигнеме ефектот, и генерално успесите доаѓаат со тек на време кога гледате дека тоа оди добро. Но пак се клучни тие 1000 дена во кои што ние мораме да ги дадеме. Треба да се. Ајде да се навратиме на тие 1000 дена. Што е важно? Ја споминавме најпрвин, основна храна на бебето е мајчиното млеко. Да. Колку е важно мајчиното млеко? Некаде прочитав дека буквално мајката произведува различно млеко за машко, различно за женско, според потребите на машкиот и на женскиот организам. Тоа беа некои истражувања, некој документарец можеби беше, ќе ми кажете дали тоа е точно. Дури различно млеко, квалитет на млеко и доколку бебенцето е болно, доколку, односно се прилагодува според потребите на детето. Сите ние сме различни. Тоа е прво. Значи секој од нас е различен, секој од нас има различна генетика, секој од нас има различна структура и можност за производ, за продукција, мислам, зборувам за женскиот плод кој што го раѓа бебенцето, и така да продукцијата на млекото зависи од повеќе фактори, но добро кажавте ви, во текот на бременоста мајката како се храни, тоа сигурно ќе има ефект, но ќе има ефекти како е конфигурацијата на хормонскиот баланс, што настанува веднаш после раѓањето, и таа преминува исто во друга фаза. Тоа е постпартална фаза во која дел од мајките во таа одредена, да кажеме, фаза во која што веќе преминуваат на друг начин на живот, имаат уште нешто покрај себе, дел влегуваат во стравови, и тоа мораме да го разбереме, дел се многу среќни, дел се, да кажеме, вчудо невидени, секој различно реагира. И тоа се влие на однесувањето, односно на продукцијата на тие хормони кои што практично го создаваат млекото. И сигурно дека секој млеко не е исто, заради тоа што и храната на секоја мајка е различна. Еве, на пример, јас имав прилика во Египет, и ви напомена баш пред да почне нашата емисија, дека имав прилика да седам до најпознатиот педиатриски невролог кој што држеше исклучително убаво предавање за состојбите на мозокот и како да препознаеме рано дека ќе има некој проблем. Јас само го имав читано и пробував да ја нарачам неговата книга, индиец од Нью Делхи, кој што се вика Гупта и кој што е професор исклучително познат. Случајно седеше до мене, кога го прозваа да го држи предавањето, јас бев многу изненадена, бидејќи практично човекот за кој јас сакав да го запознам лично. Тоа се тие убави средби на кои што се сретнуваме едни со други, и буквално застанав до него и ги разговаравме дел од овие работи на кои што и понатаму треба да поработиме. Тој кажа дека сепак секое дете на свој начин и од различни континенти на различен начин се адаптира, да кажем, и млекото кај мајката не е исто. Не може да биде во Африка
мајката која живее во тие услови, топли услови, така натака, се храни со еден вид на храна, ние имаме друг вид на континентална исхрана, медитеранска исхрана, не е иста, но генерално квалитетот на млекото мора да содржи, знаеме, протеини, јаглени хидрати, масти, кои се градивна материја за плодот и во првата година ексклузивно треба посакувано 3 пати повеќе да се зголеми од родилната тежина. Тоа никош нема да се случи повеќе во животот. Одредени работи што се случуваат во првата година или во тие 1000 дена, даваме уште малку плюс, да кажеме и до втората година, и проодувањето, исправувањето, практично нели оној делот човекот и неговиот развој со што не одвојува од останатите нели суштества кои што порано во минатото знаеме како сите четвороножно, па постепено човекот стигнал и се исправил, треба да се постигне до втората година. Сето тоа па е поврзано со тоа каква исхрана мајката ќе му даде во првите 6 месеци. И јас велам тоа ексклузивно доење ако може да се направи со тоа што ја мериме тежината на бебето и гледаме ако почне да паѓа во тежина, ако дехидрира и ако не може да има мајката доволно млеко, тогаш нема што, тука е апсолутно мора да реагираме и мора да помогнеме на друг начин. И има начини, ако не може да го дои, ќе најдеме начини за тоа. Колку е важен сонот пред да почнеме да останатата исхрана, бидејќи на почетокот бебињата не спијат, првите некој период име спијат и јадат. Но потоа веќе се воспоставува тој ритм. Колку е важно на едно дете, новороденче, ете во таа прва година да му се воспостава здрави навики во однос на спиењето. Да спие кога е ноќ, а да е побудно кога е ден и на кој начин тоа се воспоставува и зошто е тоа важно за детското мозоче? Може би тоа е и најважно, заедно со исхраната, бидејќи тука ги создаваме и креираме навиките за цел живот. Практично, кога вие ќе го оставите детето да нема што да го оставите, тоа треба некаде во првиот месец дена 23 часа да спие, 1 час да биде практично будно, што би значило дека во тој период кога е будно, нели ние го исхрануваме бебето и во периодот додека се храни, нели цица и така натака, чувствува топлината, па си заспива, бидејќи му е убаво, топло, чувствува љубов, емоции и така натака. Така да сонот е тој кој што креира релаксација, одмор, градивните материи кои ги внесува преку мајчиното млеко, да убаво навлезат во организмот преку стомачето, кој е вториот мозок. Така да многу е битно да се тие добро конектирани. Ако биде гладно често, тоа значи дека не е доволно задоволено стомачето, односно вториот мозок, дека му треба повеќе градиво за да расте побрзо. Некои растат на тој начин, некои растат на друг начин и секој дете да не гледаат мајките ова растало повеќе, ова растало помалку. Секој си има свој начин на раст и развој. Со тоа што во првата година, значи ексклузивното доење било до 6-тиот месец и понатаму постепено внесуваме, но многу е важно во еден пресвртен период кога разградбата на еритроцитите, она што го имаат, нели знаеме, таа неонатална жолтица, разградба на еритроцити, ослободување на хемоглобинот, односно билирубин, па имаме неонатална жолтица, исто многу важно, може да доведе до пад на хемоглобинот и концентрацијата на хемоглобинот кој го врзува кислородот во мозочето. Што значи тоа? Многу може да добијат анемија. Анемијата како таква мора да биде препознаена и мора да биде субституирана. Значи железото мораме да го некогаш и не мора да земеме крвна слика. Доволно е да го прегледаме убаво да видиме дека малку ние по светло, обично бебињата се секаш повеќе розеникави отколку ние возрастните. И мораме да со тој начин да избалансираме, да добие дополнително железо и тие се така наречените нутритивни анемии кои што се важни во првата година. Дали ова значи дека секој новороденче, бидејќи многу често неонаталната жолтица знае да се случи, дали секој доенче кој што имало жолтица треба родителите внимаваат повеќе за внесот на железо кога ќе дојде тој период за исхрана? Да, баш така. Жолтицата е еден од начините на кој што губењето односно разградбата на тој хемоглобин, односно претварањето во билирубин кој што гледа и потоа ние си имаме тераписки пристап кон тоа, но не е страшен. Обично кога ќе речат леле има жолтица, они мислат дека тоа е инфективно, тоа не е инфективна жолтица нормално. Меѓутоа си има поминува, некогаш ние го рехидрираме малку повеќе и брзо го да речеме вади тој билирубин од себе, но она што сакам да го нагласам сега е дека тие деца, како што рековте, се практично многу попро тоа да развијат анемија.
И тие треба сепак да се посматрат, особено во третиот месец кој е клучен и каде веќе почува неговата сопствена продукција на хемоглобини и сето тоа да се адаптира, затоа се тие адаптациони механизми што ги напоменавте. Првото е Апгар скорот, кој е клучен, сега во третиот месец анемијата која е исто клучна, AA, што би рекле, и понатаму веќе во третиот, односно во шестиот месец, можноста да ја држи убаво главата и да седи. Тоа покажува една сигурност на телесната осовина, односно на неговата стабилност, што исто е поврзана со функцијата на мозокот. Ајде да го продискутираме ова, бидејќи веќе го споменавме шестиот месец во животот на детето, кога треба веќе да седи, треба веќе поисправено да се држи, нели? Но И да има контакт. Значи, многу е важно да има контакт со семејството. Тоа се оние моменти во кои што често пати збунувачки ми делуваат, но веројатно се поврзани со таа година која понатаму веројатно во одредените студии каде што ние планираме да ги направиме, што точно се случува во тој шести месец што го кажавте, како да сте ги читале студиите што сега ќе ги разработуваме на ниво на повеќе континенти. Што е тоа што како пресвртница настанува? Значи, тој контакт што треба да го има бебето со дел од фамилијата и со тие кои ќе му дојдат од страна, да ги препознава и да некако комуницира во рамки на сепак е тоа за очекување. Ако тоа не се постигнува, веќе тоа ни е првиот аларм. Тоа е третото А. Првиот аларм кој би ни значило да видиме што се случува. Тогаш имаме скрининзи кои што и практично ние ги правиме генерално, особено на детска клиника, нели скринингот е евентуално ехосонографски пристап на мозочето и магнетната резонанца која ќе ни открие евентуално структурни или некакви други промени на кои ќе мораме веднаш да делуваме доколку се пронајдат истите. Ако не, тогаш повторно одиме кон таа стимулација. Стимулацијата значи бањање почесто, мрдање на рачињата на ниже, тоа е практично многу обична работа, а толку важна, со стимулирањето на тонусот на рацете, на нозете, нели одредени вежбички, насмевка, пуштањето на убава музика која ќе го стимулира бебето и ќе видиме како ќе почне таа концентрација да се појавува кај, ако се појавува, ако не се појавува, тогаш е веќе проблем. Шестиот месец како пресвртница. Тогаш воведуваме исхрани, многу за жал се случува кога сакаат да ги нахранат малите, многу родители посегнуваат по телефонот, телевизорот и некако се поклопуваат овие работи, затоа ме води на тој дали е поважно детето да изеде се што родителот му ставил, па макар и да му пушти некој цртан да гледа и да му го привлече тоа внимание, или пак едноставно да го оставиме детето да не изеде, а да го трнеме максимално што можеме од екраните, бидејќи ќе позборуваме подоле и за екранизмот кој што за жал е се поприсутен. Не знам како спонтано ни оди муабетот, ништо не сме се договориле, ама некако баш научно стручно ги опфаќаме темите. Оно што го кажавте ќе биде можеби најклучното нешто што сакам како порака да го оставам за родителите. А тоа е: не ги форсирајте вашите деца. Ако не сакаат да јадат, не е облигаторно дека мора да се изеде храната. Значи, воопшто, ништо не е обврзно дека мора да се биде така. Ако родителот има желба, тој тањир да биде празен, а детето не посакува да го изеде целиот тањир, оставете го. Нема потреба да вклучувате било што од надвор како стимулација за да детето јаде. Сите тие работи се од внатре организирани кај него. Значи, имате хормон за ситост и хормон за глад. И тие се исто циркадијално поврзани со мозокот. Значи, ако детето е гладно, ќе изеде толку колку што предизвикува ситост. И во тој момент престанува да му се јаде. Зашто да форсираме повеќе? На тој начин ние само правиме дополнително па изголемување на дел од стомачето, кое понатаму ќе предизвика друг проблем, метаболопатија, односно обезитас, односно дебелина. Срекни ќе бидеме тогаш па ќе се бориме со обратниот механизам, како помалку. Тука се градат тие навики. Еве, во овој месец, од шестиот месец, не сака да е окей. И јас кога ќе дојдат деца другите ми се покрупни, сега зависи сигурно родителите, имате покрупни родители кај и детето. Природно е покрупно бидејќи нормално наследуваме и наследниот фактор влијае. Меѓутоа, храната и исхраната оставете го до оној момент додека неговиот часовник не каже доста е. Тоа е најважно. А сигурно употребата, знам како, бидејќи јас сум човек кој што работи континуирано во одредени обврски, знам како изгледа тоа, но
сигурно дека не по цена на тоа да сме среќни ние, ако треба детето да изеде, ако ние сметаме дека треба да го тоа направи. Оставете го неговиот часовник да работи. Тоа е најдоброто нешто што можам сега да го порачам. Ке позборуваме и за штетноста на екраните, но и како тоа може да влие на детскиот мозок и детскиот развој, особено во првата година и втората веќе ја спомнуваме. Док ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, ќе се вратиме назад, ќе ги позборуваме и овие теми. Кратка пауза, почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото. Да, се враќаме назад во студиото. Имаме професор доктор Аспазија Софијанова. Зборувавме и стигнавме некако до 6-тиот месец, месецот кога веќе се очекува препознавање кај дечињата, се очекува веќе да почнат и да имаат дополнителна исхрана покрај, нели, она ексклузивно доење или користење на млеко, ако не може да дои мајката. Но ајде после 6-тиот месец да позборуваме за две работи. Едно исхраната, а второ е колку е важно жвакањето и за да може самото дете да прозборува на време, но и да го стимулира мозокот. И зошто е важно, нели, да му даваме кашички нормално, но во еден временски период, во еден период мора да престанеме. Не може после годината, на година и пол веќе уште да јаде кашички. Треба веќе да почне да јади нешто цврсто и колку тоа влие и врз моториката, и врз вилицата, и врз мозокот, и врз, нели, самиот говор. Тоа се развојни процеси кои треба да ги стимулираме, но не и да претеруваме по секоја цена, бидејќи можеме и да направиме обратен ефект. Знаете како, пак ќе кажам, таа динамика на зреење на мозочето е различна кај секој дете, но треба да се придржуваме кон одредени, да кажеме, сепак правила и очекувања. Значи, ако веќе стигнавме до 6-тиот месец, она што е највеќе за очекување е тоа дека треба да седи, и тоа е поврзано, рековме, со динамиката на статичноста на централниот нервен систем или мозокот и кичмената мождина, но е исто така важно, како што го напоменате, и ми се допаѓа, бидејќи тука ќе ги напоменам рефлексите кои што се јавуваат во првите 6 месеци, што се за очекување и се викаат примитивни рефлекси. Нешто што понатаму во развојот на детето нема да ги видите понатаму. Но ако примитивните рефлекси се одраз на нормалниот развој на мозокот, тоа е клиничко увидување на што се случува внатре во мозочето, че од надвор гледаме што се случува внатре. И затоа често пати не е само да го ние снимиме, направиме, понекогаш е да го осетиме пациентот, односно детето. Тие примитивни рефлекси во првите 6 месеци постепено се губат. Тој е акт на цицање, кој е првиот примитивен рефлекс. Актот на цицање со кој се поврзува детето со млекото, со исхраната, тој практично повеќе е врзан со актот на голтање, што го споменавте, и тоа е исто врзано со делот од развојот на когнитивните делови од мозочето, голта, чувствува, влегува, задоволството, млекото во стомачето и нормално, прво и најважно, кога ќе го фатиме за неговите рачиња и кога ќе ги испружиме рачињата негови, актот на грабање. Тоа е нешто што мора да го прави детето во првите 3 до 6 месеци и се разбира, има еден многу важен рефлекс кој е обратен кај возрастните, и затоа велам секогаш дека детето не е возрасен во мало и треба да ги знаеме овие пикантерии што се случуваат во тој период, а тоа е кога ќе го поминете, нели, како голицкање на ноџето од надвор, детето ги врти прстињата кон внатре. Кај нас возрастните, ако се направи, тоа е обратен ефект, предизвикува голицање, нели? Или така речен, некој одредено чувство, и ги шириме прстите. Лепе за сто ширење. Доколку тоа се случи кај новороденото, односно доенчето, веќе имаме проблем. И не ви треба ништо друго, веќе имате диагноза дека нешто се случува. Или ако немаме добра статика, значи не седи, има лабавост, млитавост, веќе и тоа понекогаш бара витамин Д, кој сега сакаме да го нагласиме, и кој сега исто увидовме, особено во ерата на COVID, дека е исклучително важен во формирањето на имунолошкиот механизам. Треба ли да се пие витамин Д и во летен период, бидејќи сме изложени? Има една заблуда дека треба да се престане пиење на витамин Д во летен период. Тоа е заблуда.
Веќе тоа е заблуда, заради тоа што имунитетот во лето и во зима си се создава континуирано. Тој не препознава дали е лето или зима. Тој се едноставно создава, се формира и си има свој, да кажеме, исто развоен период кој завршува до 3-та година, доколку нас не штити практично мајчиниот имунитет. Ама тоа нема врска, некои деца се раѓаат лето, па поминуваат во зима, некои во зима, па поминуваат во лето, значи витаминот Д има улога да практично влегува внатре, не само во коските, туку е одговорен и за формирањето на целиот имунолошки систем што е во организмот и за оние така наречени скриени неуроинфламаторни или други скриени инфламаторни процеси кои не се гледаат, а може да бидат понатаму теза за некоја болест. Ете тука во тој механизам лежи етиологијата на појавување на одредени патологии или болести кои за жал ги гледаме кај децата. Од еден аспект тука се и болестите што би ги споменала, сега сигурно дека далеко од тоа дека се случуваат, но се случуваат. На клиника за детски болести гледаме и малигни болести, гледаме и белодробни чести заболувања, значи одредени деца гледате нема никаков проблем, други често страдаат континуирано од горно-респираторни, долно-респираторни инфекции, имате одредени гастроинтестинални проблеми, нефролошки проблеми, значи тој имунитет кој знае некаде да се манифестира доколку не е доволно цврст и јак и да го надмине процесот, зашто знаете формирањето на лошото ткиво секогаш се судира со формирање на нешто друго кое што треба да го уништи она што се формира како лошо ткиво во организмот. Затоа имунитетот и витаминот Д е многу потребен, бидејќи влијае континуирано да се чисти токсичниот дел што може да повлијае во создавањето на токсични, односно лоши работи кои ќе повлијаат во појавувањето на или влијаат во појавувањето на одредени болести. Витаминот Д заедно со 3 најчесто и 6 омега масни киселини, тие се викаат структурата или бетонот на мозокот, што е многу важен, или за да го убаво забетонираме формирањето на мозочните обвивки, структурата, синапсите, клетките мозочни, и тие се многу важни исто така да ги зема како дополнителна храна и подкрепа и кои ќе влијаат на оној дел каде што, еве пак и напоменавме на почетокот на емисијата, каде што имаме одредени невидливи можеби, неми зони што можеби доживеале некаква исхемија или неисхранетост доволна, а овде со таквата субституција успеваме некако да го тоа надминеме, ако можеме вака пластично да го објасниме. Значи Д, омега масните киселини, железото и да не заборавиме микроелементите, цинк, бакар или некои од тие таквите кои што понекогаш не изгледаат бенигни, со што морам ова да го пијам? И пред се магнезиумот кој влегува во еден од така наречените неуропротективни микроелементи кои практично прават релаксација на мускулатурата, особено навечер и кај нас возрастните, а и кај децата во релаксирање на мускулатурата, што е многу важно во опуштањето. Од тигрчот сам како таков може понатаму да предизвика други проблеми. И тоа се цели патологии кои се објаснуваат со тоа. И тука сега доаѓаме до едно нешто. Толку малку, а толку многу. Со толку малку што набројавме, кое што само треба да се субституира и да се дава на доенчето, ние ќе постигнеме градиво доволно за, тоа е она основно градиво за мозочето и не само за мозокот, на крајот за целото тело, а координаторот сепак е многу важен да биде секогаш во добра функција. Кога станува збор за мозокот, тоа е автоматски поврзано со центарот за равнотежа. Да. И колку тоа игра улога во проодувањето, бидејќи го спомнуваме проодувањето, Да. За при тоа да стигне до проодување, дали мора да има претходно ползење, лазење, Да. дали се тие нормални фази и дали една без друга, односно дали може некој да не Надмине некоја фаза. Да, во случај да прескокне, да речеме, ползење И да се држи само така да пробува да станува, иако повеќе да мислам дека таа фаза, но еве што вели вашето искуство? Па, навистина е многу важно, после веќе тој 6-ти месец до првата година, рековме веќе во 6-тиот месец почува да ги има движењата на вртење на страна, да може да едноставно го научи феноменот на ротација. Тоа се вика феномен на ротација и при тоа дури многу треба веќе да бидеме внимателни, бидејќи многу лесно може да се истркалаат дечињата и да речеме некојаш и да паднат. Не е ништо страшно, често пати ми се случува тоа. Падна од тука, доктор, ке падна детенцето, а
треба да не заборавиме внатре во мозокот имаме течност. Тој ликвор токму за тоа служи, да амортизира. Кога ќе падне детето, тој удар да го амортизира, бидејќи знаете дека некојаш може да предизвика навистина проблем. И не одиме кон можностите секакви, се може да се случи, меѓутоа таа течност е токму заради тоа. И ние ја гледаме многу убаво кога правиме ехо на мозочето, тој прозорец го гледаме внатре. Тоа што кажавте за ползењето, значи веќе како настапува 7-миот и 8-миот месец, делот околу ползењето е проучување на своето тело. Значи со сензорниот дел, каде почнува да се развива вонодмоторниот дел, кој што почнува полека да го прави детето да се осознава, ги става рацете во уста, се осознава себе си и почнува полека статиката да ја менува, која зависи од церебелумот или малиот мозок. И постепено со тоа што рековте ползење и седење и желбата нели за да стане кога ќе го дигнете, ќе го земете во рачиње, дури понекогаш и правите обид да видиме ние лекарите колку е оно навистина стабилно. Целата телесна осовина дали е стабилна, кога ќе го подигнеме под раменцата да видиме дали стои и гледаме дека стои, тогаш веќе сме сигурни дека статиката е добра, што рековте, веќе е спремно полека да се спреми за проодување. Но не смееме да брзаме ни во тоа, бидејќи стравовите постојат секогаш. И кај нас и кај детето, доколку падне и да не сака понатаму да ја има потребата да продолжи со неговата фаза на доразвивање, на можноста да прооди, и ние сме секогаш среќни кога тоа ќе го направи. Тоа се многу интересни феномени на проодувањето кога настануваат, кога практично целиот тој мозок во својата развојна фаза одеднаш, како велат нели на Ајнштајн, одеднаш му дојде е равно на м+1 на квадрат. Така се случува и со проодувањето. Одеднаш таа фаза развојна веќе го надминува она што претходно не било во меморијата и веќе во својата меморија влегува во актот на проодување, со кое што детето сме многу среќни, бидејќи веќе сме сигурни дека проодено, ако веќе ги изговара првите. Тоа ќе ми беше следното прашање, некако и тука се поврзуваат тие два моменти, проодувањето и првите зборови, кога се очекува некаде околу првата година да се случат, иако како што и вие напоменавте, секое дете си е различно и најлошо можеби да споредуваме едно со друго дете, бидејќи секој си е свој живот, своја приказна, но се очекува некаде околу првата година веќе да има и први зборови и да прооде. Но повторно ќе се навратам тука на екраните, бидејќи колку користењето на екраните, пуштањето на цртани филмови, бидејќи веќе година дена има поголемо, може да му пуштиме нешто, го успорува и проодувањето и прозборувањето. Прво, проодувањето ќе го успори заради тоа што ќе му биде интересно тоа, бидејќи прави некој тип на сензорна стимулација. Ама сензорна стимулација, концентрацијата ја прави кон едно нешто, значи кон еден предмет има концентрација. Тука имате различни бои кои се менуваат и убаво би било да веќе кога некогаш ги имаме па екраните сите, ние седиме покрај екрани, гледаме одредени програми и така натака, да тоа биде на мајчиниот јазик. Се тоа што се случува во билингвални, трилингвални семејства, има и такви, тогаш и прозборувањето може да биде малку помешано, пошто зависи од многу други фактори. Јас имав сега студентка логопедка, одлично, имаше направено тема од билингвално семејство. Велам како тие деца кои што живеат во такви семејства прозборуваат, на кој јазик полесно прозборуваат. И тоа е многу исто така пикантерично, треба и тоа да го знаеме како факт. Но очекувањата се дека или она што сигурно делува, тоа е дека овие различни бои што ги гледа детето со екранот, и ако се зборуваат особено на трет јазик кој не се зборува дома, тоа е најчесто англиски, каде што обично тие сите интересни цртани филмови и секакви други различни типови на интересни програми ги има на друг јазик, тогаш веќе го стимулираат мозокот. И што прават? Секое стимулирање предизвикува зголемено создавање на тие синапси, на неврони, на различни други нервни патишта кои може да го запрат правилниот тек на она нормално развивање што говорот треба да се појави на својот мајчин јазик. Се збунува мозокот во тој развој. Од тој вишок на информации што доаѓа, од различниот тип на информации кои практично го насочуваат во еден малку друг правец. Фаза која може да ја направиме во регрес. Значи, ако веќе е направена и стигнато е до тој прогресивен момент,
можеме да ја вратиме назад. Што значи да ги прекинеме тие типови на зборување на други јазици. И верувајте ми дека некогаш е конструктивно кога си гледате некои од оние конструктивни програми што ги има. Јас лично знам од искуство Биби и Боби на пример, или не знам некои други, каде што на македонски јазик многу убаво се опишуваат, или да речеме некои кои што зборат друг јазик, си имаат свој некои убави детски, да кажам, едукативни програми кои што влијаат позитивно на мозочето. И тие тогаш може дури полесно да го отворат говорот, бидејќи го стимулираат позитивно мајчиниот јазик кој што се слуша дома и на тој начин говорот веќе е полесен да се воспостави. А се друго го зачепува мозокот. Значи, го зачепува на начин што прави хиперпродукција на нервни клетки кои можат практично на тој начин да доведат до зачепување на, или така наречено, на заклопување на оној момент кој што треба да биде ослободен и детето престанува да говори. И многу пати кога ги добиваме информациите, велат сакаше, почна да проговорува и одеднаш престана. Се случи нешто. Тоа е тоа. Многу често се случува да во тој период ние имаме, за жал, се поголем број на деца кои што имаат потешкоти, се зголемува тој број и свесноста и за аутизмот од една страна, од друга страна и за екранизмот и за сето оно што значи спектар на аутизам. Дали стануваме посвесни за овие состојби или се зголемува бројот вистина? Стануваме посвесни. Сепак јас би одела кон таа, бидејќи го работам тоа и го гледам, дека едно време на вистина се зголеми и да речеме минатата година мислам дека беше пикот кога веќе сите почнавме да говориме за прекинување, за таа екранизација, за тоа дека тоа негативно влијае и се прашуваме како претходно тоа не постоело толку многу често. Значи јас можам да направам паралела што било многу порано и како е тоа сега. И дефинитивно тие екранизми имаат одредени влијанија што ги рековме, значи тој стимулативен процес како што исто така се случува, например, многу кислород кај бебињата може да предизвика слепило, затоа што прави хиперпродукција на крвни садови, тие прават на некој начин проблем во ретината и не може да гледа детето. Значи, сето тоа што мислиме дека е позитивно, а во тој момент кај детето влијае, односно доенчето влијае за хиперпродукција, уствари е негативно, бидејќи го закочува мозокот во неговиот нормален развој. И создава повеќе од тоа што му треба. И сега некогаш тоа звучи, па можда моето дете е попаметно, бидејќи тоа го прави, да. Ама во одреден временски период веќе се губи моментот на текот. Практично не одиме по автопатот, туку одиме по некои магистрални патишта каде можеме и да залутаме по патот и веќе може да биде late too late, да биде навистина многу доцна. И затоа е убаво да ова, например, ако веќе видиме дека некој дадеме совет на родителите, јас сум имала и такви примери каде што го исклучуваат континуираниот екранизам кој што нели ги ослободува нив од одреден момент каде што детето се занимава со телефон или има на својот мајчин јазик одредена програма која се ја следи, па дури деца кои што позитивно изреагирале на такви позитивни програми кои што не го одвојуваат и му предизвикаат анксиозност веднаш, бидејќи наглото прекинување, па друг тип на анксиозност ќе предизвика. Тој баланс што треба да се врати и да се создаде, се прави на умешен начин, постепено и со добар совет. Значи, без тие екранизации на други јазици, без некои такви, оти се можете да најдете, нели сега веќе на социјалните мрежи, нешто што ќе биде баш за него детски и конструктивно, кое полека ќе го врати од магистралните патишта на правиот автопат. Секогаш разговорот со вас ми е инспиративен и многу прашања сакам да поставам, но ќе мора во рамки на сето она што значи информација да го заокружиме, па ќе ве запрашам што можеби би сакале родителите да знаат, бабите, дедовците, нешто што можеби не ве прашав или пак некои правила кои што важеле порано сега веќе не важат. Има сигурно нешто што остана недоречено, а кое што можеби сакате да го испратиме како порака и како резиме на сето ова што сега го зборувавме. Многу ми е драго дека говориме сега за првите 1000 денови и верувајте ми дека раѓањето на бебето во фамилијата прво треба да биде сватено како нешто најубаво што се случува. Значи тоа е раѓањето на новиот живот, на вистина представува најголемата радост што може да постои во човештвото. Значи нов живот, нова инспирација, нови можности, канализирање на детето во правец во кој и тоа ве наведува, затоа што имате гени кои што се
раѓаат, имате деца кои што се просечни, не барајте нешто, не знам што од детето ваше. Само тој ќе си го покаже својот пат. Колку и да сакате да вградите, веќе е вграден од вас во него. Бабите, дедовците сигурно дека имаат одредена потреба да надокнадат многу до што го испуштиле со своите деца. Оставете ги тие да го живеат тој процес и момент, нели, на уживање, се разбира со одредени корекции во кои се вбројувам и јас, ама тие корекции се сигурно во правец на тоа дека, знаете како, сепак старите или повозрастните имаат некакво искуство и убаво е кога тоа искуство ќе биде испочитувано. Домашна убава храна сготвена. Еден убав фамилиарен ручек во кој што ќе јадат сите, а не ќе гледаат на телефони. Или ќе се занимаваат со трети работи. Ќе зборуваат за убави позитивни нешта. Веќе забораваме само токсични работи како обкружуваат и во тој токсичен елемент се интоксицираме отколку да се позитивизираме. Значи да се користат неделите за одење на одредени места каде што ќе го поживееме тој фамилиарен ден, да речем на некој начин. Бидејќи после неделата не разработува сите, живееме еден живот напорен, кој не можеме, па и без тој напорен живот и без заработување, да го поминуваме векот пак за тие деца. Така да, јас само би рекла, најубава е онаа храна која ќе ја сготви баба. Што би рекли, или мама, може би или тато, или некој друг што знае да го направи домашно, убаво сготвено јадење и сигурно ова кој што го говориме, дека сепак не можеме да го добиеме во потребни концентрација, ни треба, тоа е витаминот Д, кој е убаво да го имаме преку сонцето, но и дополнително збогатено со ние, кои што знаеме, матичните педиатри, дека секогаш го кажуваат како рецепта, тоа е Д витаминот и Д витаминот, уште од секогаш, уште од првите денови на постоењето. Благодарам многу за вечерашното гостување и секако до следно гостување со некоја исто така инспиративна тема. Секогаш кога ќе ме поганите ќе ми биде задоволство и благодарам и вас. Благодарам уште еднаш, почитувани, тоа беше вечерашното издание, без разлика дали искачувате нов живот, дали можеби овие информации може да ги пренесете на некој близок или пак ќе биде добро приказни, добар пример кој што го споделивме со вас вечерва, знам дека ќе променат многу животи и многу корисни информации добивме вечерва. Ве посакувам убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.